Започна втората обука за предприемачко образование, наменета за наставници од основните и средните училишта. Во периодот што следи ќе се остварат повеќе обуки, поврзани со презентација, промоција и подготовка на наставниците во основните и средните училишта, а поврзани со комплетно реновираните наставни програми со предметот иновации, бизнис и предприемништво. Во оваа прилика ми представува особено задоволство присуството на нашите предсе пријатели, соработници, консултанти од Сент Дејвид Универзитетот од Велс, со чија што помош заеднички го работевме целиот овој процес во период подолг од една година. Зашто Република Македонија, морам да истакнам, во оваа прилика е една од 5 наградени држави на Европската конференција за иновации и предприемништво, која што се одржа оваа година во Дженова, Италија, со што Република Македонија на еден начин го превзема лидерската позиција на ниво на Балкан во однос на реформи кои што се однесуваат на иновации, бизнис и предприемништво во основно и во средно образование. Министерството и оваа година ќе продолжи со реализација на процесот, наречен вешти и компетентни, со кој што започна во текот на минатата учебна година. Би сакал да апелирам и да ги поздравам сите активности и вклученоста која што ја даваат наставниците, кои што ги предаваат овие предмети, заради тоа што само со нивна помош, исклучиво со помош на наставниците и заеднички пристап кон овој процес, ние можеме и ќе успееме да изградиме иднина, односно да изградиме ученици кои што ќе можат да се соочат со идните предизвици кои што им ги носи животот, а пред се со примената на квалитетни знаења во делот на бизнисот, предприемништвото и иновациите. Професорот Теди Пеналуна од Универзитетот Сент Дејвид од Велс подвлече дека за наставниците е голем предизвик да се предава во областа на предприемачкото образование и додаде дека во рамките на неговиот ангажман во Европската комисија, тој и неговиот тим развиваат нова рамка за иновација и конкурентност. Many eyes will be on the Republic of Macedonia. Многу очи ќе бидат свртени кон Република Македонија, затоа што Република Македонија, мене колку што ми е познато, е единствена земја која што навистина го прифати и го внесе ова образование во основното и во средното образование. Ова покажува дека членовите од вашата академска заедница и вашите политичари имаат визија. Сега е време на наставниците да ја доразвијат таа визија, за да може и младите луѓе да развијат сопствена визија за иднината. Во рамки на Обединетите нации се зборува за еден екосистем на предприемништво и Македонија, подвлече Пеналуна, е глобален лидер во развивањето на овие размислувања.